Луѓе, магистралава е, значи, топ ден за возење. Слегов јас во градот Копер. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Ова е веќе трет ден од моето патување, јас се наоѓам во Задар, сега го напуштам. И денес планот е повторно се продолжи со возење на Јадранска магистрала. Значи од тука од Задар тргам кон долж Јадранската магистрала кон градот Риека, од градот Риека во градот Копер, влегувам значи во Словенија и потоа меѓу Копер и Трст ќе преспијам во едно како селце, таму преноќувам, меѓутоа прво ќе одам во Копер сакам едно кафе да пијам, малку подобро да го видам градот. И потоа одам кон сместувањето меѓу Трст и Копер. Убав беше хостелот тука, доста беше чисто, морам да признам. Но немаше крпи такви работи, така да... јас не носам, например, крпи. Скоро секаде кога ќе преспивам даваат од сместувањето крпи едно друго. Си носам само шампони, меѓутоа тука немаше крпи. А иначе да ви кажам, значи најубавите хотели во кај што сум седел и општо сместување до сега биле во Турција. Значи не дека крпи само давале, значи влегувате во хотелот, внатре ги имате гледано и самите моите видеа, значи чаша вода, кафе имате, чај имате, бокалче имате, значи крпи веќе спомнавме, значи шампончина, сапунчина, се што ви треба, се имате значи во хотелите во Турција, да не треба ништо да носите. Меѓутоа ете тука не е, сега ќе видиме натаму во остатокот од Европа како е. Дали може би остатокот од Европа нуди малку повеќе од кревет. Останува да видиме заедно и вие и јас. Значи тука одам десно, вчера бензин не турив, сега ќе морам да застанам пак за да турам. Однос на спиењето на во овој хостел, спиев малку стегнато, можам да речем, од причина што немав место кај да си ги клама прематика цигата, значи долу во шкафот, пошто ви дават еден шкаф како шкаф да под самиот кревет го имате, не собираше се, значи ја клавав торбата што ја користам за патување во тој шкафот и буквално за друго веќе немаше простор. Кад цигата на кревет долу кај нозете ја клавав исто и палтото, тука исто и панталоните и така не можев целосно како човек да се испуштам. Меѓутоа сепак ете се наспав, доволно се одморив. Сега денес немам резервирано, мислам дека пак во хостел спијам или оти не се сеќавам, да, пак во хостел ќе спијам. Ама очекувам да види тука многу полабаво, помалку луѓе да има, пошто обично сите одат во некој приморски туристички град, а мене хостелот сега овој пат за денес што го планирам да седам, уште не ми е резервирано, ми е во селце одма свирата кога стигна зелено да светни семафоропа. Бензиска сега пак тука сами да си туриме треба. Тоест турам. Има бензин, има одлично. Евро 64 литарот. Сега време е, можам да си продолжам со полн резервар, со возење да видам сега рајат во текот на патувањето за денес. Не заборам да си го ресетирам ова. А и колите нека поминат и можам да терам. Многу коли споро се движат, не знам зашто. Ајде. Ќе му се пикнам на комбево. Е доста топло, нема некој јако сонце, баш се бајле дури облачно беше, но некако така спарно, како да речем, има некоја топлина. Не е баш свежо како за утро 9 сатот. Ама ако ќе се слечам, ако треба се јастро наоблечен сум, термо слоја го носам под мене. Меѓутоа сакам еднаш да видам на отворено, да видам како ќе биде возењето, па ако треба после ќе го слечам.
доѓаем магистралава, значи тој ден е за возење, сообраќај, речи си, че нема тек тук, некоја кола, некој мотор. Значи асфалтот веќе во овај дел е нов, значи мазен, дупка никаква нема, баш кеф голем си прам. Сега овде се вратив малце назад, најдов многу добро место за пауза. Тука сега ќе одморам малце, ќе поуживам на Јадранското море. Од таа страна се наоѓа, не знам како се вика, еден многуте острови на Хрватска. Значи, прекрасен предел за возење на мотор. Дали дека рано са бајле сега 10 сато. Дали нешто друго е прашање што нема сообраќај, не знам, ама до сега кога и да сум ја возел Јадранска магистрала, тоест неколку пати само имам возено, меѓутоа сепак, значи била полна со сообраќај. Сега гледајте, од преѓа сум тука, ни една кола, ни еден мотор, ништо не помина. Направив една многу добра пауза тука, почна малку повеќе возила да има, меѓутоа сепак нема гужви се уште. Одлично е за возење, времето е баш погодено, има сонце, меѓутоа не е жешко. Онака е, значи се погодено во најдобар можен ред. Видете колку е прекрасно. Тука нешто се работи сега на патот. Јас кај ќе направам една пауза, се наоѓам во близина на Риека, меѓутоа се уште не сум во Риека. Имам може 30 км до Риека. Но ќе направам сега тука една пауза, веќе ја завршив, можем да речем Јадранска магистрала, чеј да видам. Да. Веќе завршена Јадранска магистрала, можем да речем. Прекрасно возење беше денес, значи буквално и времето се погоди, не беше жешко, не беше ладно. Значи сообраќај че немаше по Јадранската магистрала, како што и самите видовте. Едноставно беше едно предобро издание, односно предобро време за да се човек опушти малце со возењето. Од тука сега колку е сатот? 12:45 сатот до Копер. Од тука имам уште ако што рачунав негде 3,5 сата би требало да сум стигнат таму, така да уште 2 сати, 2,5 негде ќе има. Ајде сега ги чекам колите да се поминат и потоа да продолжам и јас со возење. Направив јас една пауза на автопат буквално. Тука успеав да најдам едно паркинг местенце. Сега да одам до следно застанување во Копер.
Од тука до Копер сат и 20 минути, односно точно 100 км, поточно 96 км. Таму најдов еден кафич за кафе пиење, одно покрај море, се надевам ќе можам и моторот да го паркирам. Бидејќи сега како што одам понатаму во Европа ќе види поголем проблем тоа со правилата, затоа и не сакам Европа да патувам. Ќе треба да пазам поќе на некои работи, но тоа е. И јас наближувам до границата помеѓу Словенија и Хрватска. Меѓутоа, како што веќе можеби знаете, можеби не, Хрватска и Словенија се двете делови од Шенген зоната веќе 2 години, можеби 3. И со тоа нема граница помеѓу овие две држави. Така да очекувам одма да поминам, или сепак не. Еве, Република Словенија, само да го поминам и граничното преминче. Треба нешто да станам, вајда не треба. Требаше? Дотерам? Имаше човече внатре. Чекaj, видам другите што ги дали ќе да станат. Мислам дека ми рече оди. А ретровизор колку ќе го видите. Вака ми се виде кој да направи. Во секој случај, добре дојдов официјално во Словенија. Во Словенија сум по втор пат, еднаш бев пред 2 години точно, исто вака мајски период. Сега сум втор пат, тогаш останав во Љубљана 2 ноќи кај еден другар Никола, поздрав до Никола. Сега нема да одам во Љубљана, нема ни да се сретам со Никола. Но во секој случај, бензин јас требаше да турам, уште не турам. Дали ќе има бензинска овде сега по патот. Иначе многу е убаво обележано, си има асфалт убав, зелено, сето раззеленето. Баш подсеќа на Словенија. Убав печаток многу ми остави и претходниот пат. Тука веќе температурата е доста посвежа, можам да речем дори ладно. Горе гледам целото се заблачи како за дожд да се спрема, се надевам нема да ме фати дожд. До Коперот тука имам уште 50 км, односно 45 минути возење. Почнам да прска по некоја капка, се подвратив пак поназад, турам бензин. Наполнав јас гориво. Евро и 70 тука во Словенија бензинот. Почна времето да роси едно време малце поќе. Но сега престана, исто така изгрмна неколку пати, ама не гледам дека е страшно. Отворив прогноза за Копер, пишува сонце дека ќе има цело време 22-23 степени. Така да таму не би требало да врни. А од тука до Копер имам сега уште колку? Уште 40 минути возење, што се некаде 46 км. Според Google Maps сатот е 2:10, така да би требало 3, најкасно 3 да бидам пристигнат во градот Копер. Интересно е многу Словенија, убава држава, средена држава, чиста држава. Таков впечаток ми остае барем и претходниот пат кога бев во Љубљана. Ќе видиме сега дали во Копер истото ќе го најдам, но искрено не мислам дека ќе бидам разочаран. Го фати да врни. Мене вентилите се ми е на палтото отворено. Времето си врни. Сега, во возење не ми се уште научени како се. Едното затворено. Го хода престана, или ми се чини. Утебно како ема ќе престане.
И влегов јас во градот Копер, крајбрежен град во Словенија, да видиме како ќе ни се бенди са градот и на мене и на вас, пошто јас прв пат го гледам. Од вас некој може би сте биле, може би сте прв пат го гледате. Сега ќе одиме наваму, има онде е семафорче црвено и црвено. Атенционе, ај циклисти. Колешари, ајде, значи велосипедист на словенечки колешари. Интересно зборче. Фаст фуд. Овде лево некој пазар има. Десно некој хотелчиња нешто. Добро. Овде лево има веќе бродој. Јас треба уште право. Овде се исклучуваме од патчето на тротоарот, бидејќи нешто прават привремено. Добро. Упс, ете кафичи. Сега јас дали тука, дали потаму во некој. Там потаму во некој, ама ова е едносмерно, па изгледа ќе нема да можам да се вратам овде ако сакам. Ќе мора круг да завртувам. Еве тука мотор има паркиран, што значи дозволено е вајда. Интересно кафиче тука од бродо изваен. Опс, ете, кај што планирав кафе да пијам, има и други мотори. Така да ќе можем и јас да си паркирам тука. Тоа ме радва. Само од кај да се качам тука, дали е битно, дали има некоја врска. Туче. Направив една кафе пауза, јас тука да испочитувам кафе културата, што се вели. Едно еспресо пијав, колку го платив, што знам, 2,5 евра. Да, 2,5 евра го платив, не е многу скапо со оглед на додека сум во Словенија, во Копер. Мислев многу поскапо дека ќе биде. А сега вака ќе завртам низ Копер едно кругче и се упатувам кон сместувањето, кое што не ми е во градот Копер, туку е помеѓу Трст и Копер. Причината е поради тоа што најефтиното сместување што го најдов во Копер беше 67 евро од ноќ, а реално само за спијање на ноќ не се исплаќа 67 евро да ги давам. Па така најдов помеѓу Трст и Копер за 30 евро, еден хостел исто пак ќе биде. И сега одам таму, од тука до таму имам некаде 20 на минути. Марине систем, мене мемориска ми треба. Не ми е хитна, ама. Сега заборав од мемориска да земам. А сега дека користам уште една камера, користам и дрон, и веќе зафатени ми се мемориските картички кои што веќе ги имав. И ќе ми треба уште барем една поголема за камерата главна која што ја користам и која што во моментов ми е на кацигата. Братчево интересно. Средено и ова убое. Тоа дека седев иначе кафе дури пиев сад мене ни македонски збора. Нешто Берово го спомна, дали таа едната од Берово беше појма нема. Но во секој случај и тука има луѓе. Многу
интересно, вака кружните му се направени, че овде линиите му се разделени и ако идите сега тој со белата, например, опс, пропаѓа во водата, што ќе го кажав. Ќе велев, ќе знае дека нема да вози пред него тој. Иначе мене нешто ми се пријадува така ладни сендвичи во моментов. Во селцето кај што ќе одам, веројатно ќе има маркетче, нешто ќе можам да си изјавам салама, кашкавал, нешто. Таман ќе јадам и денеска, ќе јадам и за утре можам да си направам. Тука ќе треба да дадам право. Ако дам право, тоа ќе значи дека ќе треба тука да се престроја. Иако и другата лента покажуваше дека може и право, но не знам. Некој чувство ми велеше дека му треба. Сега тука на не овде, тука, тоест чакајте, од тука се приклучуваме. Интересно, интересно. И јас попалек излегувам од Копер. Копер, всушност, јас требаше да стигнам вториот ден, а не третиот. Исто така требаше... Упс, тука ете. Исто така требаше да тргнам во саботата, а не во недела. Но адно што тргнам во недела сепак, бидејќи саботата врнеше секаде, само ќе се мачев со дождот. Но тоа е малце ќе скратам од некои планирани делови од патувањето, кое што се уште главниот дел планиран не е започнат, тоа е само поминување сега тука. Значи утре започнува главниот дел од патувањето, нема да е најглавниот утре, меѓутоа веќе започнува со поинтересното, нешто што ќе биде ново и за мене, места кои што јас ги немам се уште видено. Не планирам некои големи градови да посетувам, но сепак ќе видиме, бидејќи како што ви реков, ќе треба да купам мемориска картичка. Јас стигнав до хостелот. Хостелот е она... Ова треба да е, портокалевата зграда. Добро. Интересно. Добро. О, одлично паркингче. Настанува промена на планот. Немало да биде тука жената до 5 сато. Таа ми пишала, ми звонела, ама јас веќе возев, касно беше. Пошто сега снакав го закажав сместувањето. До 5 рече нема да е тука и сега ќе се враќам назад во Копер јас. Таман да си побарам мемориска картичка сега со таа, може ќе застанам негде ако ме бенди со уште некој кафе ќе пијам. И тоа ќе биде среќа, блиску ми е Копер, размислував и трз да одам да претрчам. Меѓутоа некако повеќе нешто ме влечи кон Копер. Најдов сега една продавница за електроника голема, се надевам таму ќе најдам мемориска како што ми треба. Продавницата изгледа во трговски центар. За паркирање сега, ето, план, а не. Big Bang се вика мојот. Да видиме сега за паркинг како ќе биде. Или не е овој трговски? Не е овој трговски. Понапред ме води. Изли уште еден трговски ќе. Добро. Ајде. Може не е најпаметната работа ова физички што ги разделуват лентите окружниот. Ете, поголемо возило комби беше ја згазна. Но во секој случај, сега тука треба да одам на кружниот првото лево. Лево. Значи треба за лево тука да одам. Да. Значи прв, втор, трети излез треба да одам.
За паркинг не знам како ќе биде, ако е трговски. Добро, тука ми вика десно. Добро. И ја го трговски, осеја моторот кај ќе биде паркиран тука. Кузнеј. Гледам онде негде мотори има паркирани. Риквер сега. Добро. Ива вода од Жешко, го чекав телефонот, го заборев на сонце. Ај го чекав да се олади, пошто не ми работеше навигацијата и јас испотев цел. Сега додам, сато е 5 без 10, аманко ќе стигнам во хостело, треба да е 5 сато, се надевам таму ќе види жената. И да си искапам едно друго, да се свежна малце. Значи цел ден не си испотев, се замерак ми беше, сега на крајо се испотив цел. Ајде господјо, нагази. Тука одиме десно. Шо носи ова внатре? Дрво носи бе, нешто елка, пор. Ќе сади нешто дома. Пристигам сега пак. Да видиме дали тука ќе види господјата, иначе си седов мемориска, не знам дали ви кажав. Седов и за јадење, 4 како попалиња за прање сендвич. Кашка или салама, ви кажав 5 евра ме фатија. На истото место си се паркирам јас пак. Опа. И стигнав јас конечно хостелот, иначе нешто како... Па хостел е, да, ама имам некоја поголема приватност. Ова е кујната тука, тука има кафемат ми рече. Друго... Нагоре се вецината, сега да не се качам уште чизмите, не ми се слечени. Овде нешто како за седење. Тука е собата, сам ќе видам, значи буквално во цел хостел сум сам. И тоа е одлично, буквално како моја да е собата. Сега да си се раслечам, да си искапам едно друго, иначе сега патувам со торба една и куферот. И во куферот ми се работи што нема да ми треба всоба, во торба имам се што ми е за всоба, алишта, четка за заби, такви работи. И буквално само си откачвам со две јажина, чувам, си ја клавам нарамо, си ја качвам горе. Чиста работа. Тука плаќам, иначе ви кажав 30 евра, имало маркет во близина, до 7 сато работел. Иако јас веќе зедов јадење нешто едно друго, ама ако ми притреба леп, можам да си купам. Пошто само 4 попалиња мали зедов сендвичи и нешто благо можам да си земам таква работа. А толку и за шетање денес, овде нема многу што да се шета во Зелцето. А утре почнува малку поинтересен дел од ова патување. До сега беше воглавно се стигне се помини Западниот Балкан. И со тоа тука негде јас ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.